Многу беа јаки смешките, као раскинуваш со девојката и идеш после на мажени жени пишуваш, да? Го бркаш ли Тибодо за некоја непозната жена? Ако потпишала, ќе станела првиот жена тренер у историјата. Сакаат филмот да го прават со Вупи Голдберг, како си го гледал на Њујорк кога е тренер. Сакав да ти пуштам една numera као едини овој што прават и ние имаме стари хитови да покажеме на почеток. Дали ти текна? Која е пеачката со вртац? Ако не е Ерзана, не знам која. Таа ера е, не е Ерзан. Еване Динковска. Врчак фит туна, дечко. Ао, туна. Чао за крај. Леле. А која беше онаа познатата на туна? 12 месеца? Или не беше од неа? Имаше Јануари, неколку. февруари, март. Да, да. Имаше неколку добри туна. Туна има и добра на англиски и на И добра албански. става имаше. Да, каде. И глас Со и еден стас. рапер опасен од Албанија, многу јака имаше, таа ми беше Феликс или као нешто си каже. Милионски прегледи некој. Се у поново време. Али Шо као уште пее? ова е од рани 2000-ти, чао за крај. Уште пее. Ова исто беше можда пред 10 години хитот, што ти го зборам. Пред Туна 5 Fit години се Felix. најавуваше враќање на Ерзана. Да. На естрада. Само се најави и никад не се најави, деси. Нешто било у Америка таму. Не знам што. Стриптриз бар работела, не се заебавам. Се шалам. Добро, на врчак враќањето се деси, ама боле да не се десеше, така да некои работи се подобри да останат во минатото. Да, посем Кум, Кец 2 не се прави понатаму. Да. Добро, ми се свиѓа што стануваме како вчерашни новости, Зашо? Да. па од која ќе се исподеси све и ние искачаме, ама добро, толку ни е јак гласот што Што еве ќе се вклучат гледачите и после 20 дена за да ги чујат вчерашните новости, што викаш. добро, побитно е што се дешаваше во преодниот рок, каде ние преод направивме во преодниот рок. Ти беше у Грчка, Да. каде? Ја бев у Неапори. А ја бев во големиот Ставрос. Големиот Ставрос. Тоа ти е лево од краците? Да. Ја бев десно од краците. Еј, дечка, бе, не ти кажа. И Значи ти ексклузив... си бил на исток, јас сум бил на запад. Да, западна конференција беше ти. Не ти кажав. И еве сега таман на подкастот ме познаа, брат, вработен Таму у те Гиро. познаа. Стварно? Да, На шегу плажа? се. Не, у Гиро. У Гиро Плейс, брат. Да, ама у Ставрос, саш да кажеш. Да. Свака част. Ја го видов уште еднаш, ќе го поздравиме по не знам кој пат, Бране Андриевски у Неапори. Поздрав. И тоа неколку пати, таму као низ центар да се движиш, ми се имав осече, Не пошто... правеше некој камп таму, бране? Па камп, да. Беа Бране, Никуш, Аце и уште некој поздрав до цела делегација на Вардар. Да. На најаката плажа беа таму, кај што имаше најзгодни риби. Па нормално. И они. И викам, викам као на камп порано, викам ја пошто не идев, еве сега викам дов. Што вежбате тука и отидов, пуцав таму на теренчето. Да. Камповите, брат, наше време у струга беа, сега гледај ги носат. Па ја У можда, иностранство. која имав некој 14-15, имаше и у Грција, тогаш почнуваа, ама ја не отидов никад, за жал. Ја тогаш бев пензиониран веќе. На таа возраст, да. Ми избрка од лигата. Како What happened to Kenneth Farid, па What happened to Стефан Нанев беше веќе со мене. The Tragic Downfall. The Tragic Downfall беше веќе. Добро, имавме... А што беше проблемот? Не можеше да си ја браниш позицијата или? Да, не... не можев ни да ја нападнам, ни да ја бранам позицијата. Скаутинг репортот. Да, скаутинг репортот беше не знае со десна рака, левата му е слаба. Одбрана undersized man. Тука веќе се надзираше крајот Добро. за мојата кариера. Битно и да знаеш кога да се повлечеш. Да.
Се повлеков некој 7-8 години покасно него што треба. Ама добро е. Многу јак, Со Денвер ли почињаме? многу јак free agency, не free agency, фактички Па преводен рок убаво го кажа. преводен рок, да. Трейдови, подпишувања, слободни агенти. Кои се најако кој помина според тебе? Па мора да е Хјустон. Overall. Мора да е Хјустон Хјустон. оверол, да. Да. И Денвер се тука негде, супер се, ама мислам дека мора да е Хјустон. Хјустон ти се малце подале од Денвер на скролчето ако отидеш. Да бе, на Х. Ете ти. Да. Добро, најзвучното засилување секако Да. они го има. Али ако ги Дурантул. видиме вака Джабари Смит, добро, ресайн. Значи, они го зимаат Дурант и го зимаат Фини Смит. Да, од 4 Лейкерс. годишен договор Фини Смит. Колку таму, 5-60? Не знам сега, ги нема парите Аха. тука, ама не е битно колку Мислам дека 60 време нешто би бил зема. со екипата и Клин Капела си го враќаат. Да. Тоа им се адишансот. Си иде, фактички, како рековме, они го претвараат Брукс и Джейлен Грин Во овие тројца. во Дурант и Фини Смит. Така Да. беше. Да. Кога ќе видиш и Капела посем доаѓа. Си отиде и Кем Уитмор на крајот на... Кен Уитмор не можеше да фати место, па се караше, па се ово, она. Мислиш дека он барал поише минутажа, па Бараше. заради тоа го Да. трейдна? И он беше звучен како ретко кој играч од клупа беше звучен уште у сезоната. Па добиваше у сезона 20 на минути, ама оваа сезона велја немаше да добива. Не, и- 20. И не. Не. Абе Нема со место. Тари Исон играа по 20, мислам дека. Што знам. Ама што брат, да сега барал нема он место. 35? Од друга страна, викаме нема место за Кен Уитмор, а ми го подпишуваат Джеф Грин да ти. Ама не бе брат, Джеф Грин е за да човеков се ти е- попуни. А човекот е под договор, Кен Уитмор е под договор. Али валја пошто негова преференција е Он да игра. негова, да. Да. И неќат да е као да имат. Па добро. Ама баш Ама вака ќе сега. беа и ептен- Хјустон го добиваат едното нешто што им фалеше. Да. Значи тоа е mid-range scoring, mid-range efficiency, човек што со топка знае да изигра, да ја земе, да тапне, да направи и за него да креира и за другите да креираат. Видовме у плейофот лани, мислам сега видовме колку е тешко кога ќе се успори играта и кога ќе ти се постави одбраната, нема они убос, човек што може да измисли нешто. да, топ се држе у одбрана, они едноставно не можеа кош да дадат. Да, имаше у серијата што викаш они играат и многу јака одбрана Да, и има стреч 7 минути, 4 поена тотал. да. И се они си ја завршиле работата профина у одбрана, ама толку беа оскудни Да. во нападот. И се И Кевин Дурант е најдоброто решение. некој рандом фрлјотки полу флоутер, полу не знам што беше тоа, такви некои шутчиња или степбек на Ван Влит беше. И Шенгун нешто да се гура да Не фрли изгледаш убаво, додека сега мислам дека со Дурант во екипа ќе се отклучат буквално и сите играчи и тие кац што ги прави, како го викавме, близнакот. Томсон, Емен. Да, Томсон. близнакот што ги прави ќе бидат уште поопасни Да. и ете може некој two-man game да се направи и Ван Влит и И Дурант. башка дистракшенот најголем, главоболката, исто си отиде. Дилон Брукс, колку и да е добар он у одбрана, Не ми сметаше, бе. мислам дека може негативно да влие со тие негови циркузантски работи, како на екипата, така Ама на немаше тренер, ништо да на... речеш, немаше ексцес некој, па сега да кажеме, ете, ова го имаше, Па па добро, сега он со си Warriors- Ја баш мислам дека он убаво се вклопил целата дефанзивна екипа што ја има. Мада нема врска, апгрейд е, се е апгрейд ова. Фини Смит исто си е солиден. Фини апгрейд се овие. Да. Одбранбен, да, фин апгрейд. Не е фин апгрейд у скоринг. Дилон Брукс, например, има некој боле скоринг од Фини Смит. Не некој, можда многу повеќе. Има у просек. Ама па
Дурантула ќе преземе голем дел и не им требаат тие поени на Брукс. А Фини Смит е човек што си ја брка работата на терен, што Да, баш. си баш. кјути, што знае кај му Културен е играч. местото и нема да имаш проблем со него. Ја тоа се плаше, викам да не падне од браната, ама како го зема Фини Нема да Смит, падне, викам како се погоди ова. На Лейкерс одбраната падна. Баја ги. Можда ќе дојдеме и до нив. Ќе дојдеме, ни налагаат и спонзорите и сите ни за поголема гледаност Да. У милионскиот договор што склучивме таму ни пишува Исто како на звездичка. ESPN и на нас ни пишува, мора да Лейкерс се у првите спомне. 15 минути. Да. Така да, добро, кај ги гледаш сега Хјустон оваа сезона? Мислам, кај ги гледаш. Дали ќе ја задржат третата Па беа ли позиција? второ место? Трето. Па не Лейкерс на крај втори. Не бе Лейкерс трети беа. Ај, Они па си они беа втори. втори. Овие Па втори. да, ја викам дека ќе го задржат. За прво со Оклахома, не знам. Као у плейоф нема да знам дали да ти кажам дали Оклахома или Хјустон, ама регулар сезон мислам дека пак Оклахома ќе изгази и ќе има убедлива сезона, Апсолутно. а овие пак ќе си бидат втори, ама може да биде тоа многу експлозивен мечап. Што не води до мека транзиција према другата екипа да не бидат они И втори. да не бидат они втори, да, Денвер Нагетс. Каков хол, што викаат американците, каков си направија. Си го вратија Брус Браун. Брус Браун го вратија. Ова, знаеш, на хартија изгледа, абе, го вратија Брус Браун. Не знам сега после овие години колку има останато, веќе 2 години го нема. И нема играно, онака, Па не нема е во играно. ритам. Играш у Торонто 40 на утакмици, играш у Пеликанс 40 на утакмици, ама нема такмичено на високо ниво, да речеме. Да, Ете, да. 3 години. И им требаше шутинг, го земаа Кем Џонсон, го земаа Тим Хардавеј Џуниор на едногодишни. Тоест Не, Брус го- Браун и Хардавеј да. се на едногодишен, Го свапна Кем Џонсон за MPJ. а Кем Џонсон со MPJ е свапнат. Кога ќе ги видиш вака, Глава за глава некако слични ама играчи. бројките исти им се. Бројките буквално им се исти, да. Скрос исти. Е, 18 ППГ, 40% тројка. Тоа што креираа оние, креираа простор за да донесат плюс плюс Тим Хардавеј да го донесат, плюс Брус Браун да го донесат, Валанчунас зема солиден бекап центар што сега е контроверзно. Што се деси со Валанчунас? Има ли Па уште разврска? е на исто во веди Нема. ги само што е ситуацијата, па. Да, искочија вести од Ако не Панатинаикос. слушнале до сега. Да. Од Панатинаикос искочија вести дека дури отишол и на медицински проверки таму у тимот и дека они се заинтересирани 3 години да му дадат 12 милиона, што у Европа знаеме дека тоа се 12 милиона, а у Америка ќе ти земат. Не сум сигурен како е. Искрено не сум сигурен. Па кажуваат дека се многу помали даноците него у Америка, у секој случај. Али и у Панатинаикос му е загарантирано на него онака стартно место и ќе игра за Евролига титула и така натака. У Денвер треба да биде бекап на Јокич, треба да игра 10-15 минути по утакмица. И сега at this stage of his career што му е побитно ќе видиме, не знаеме. Па брат, Можно сега е да јас си знам отиде дека у ние Панатинаикос. работевме Евролига и се тоа, ама Евролига и НБА титула. Абе, добро, ама Кога да си веќе прв у имаш- село е боле него да си последен у град, така? Па нема да биде последен, бе, брат, ќе биде бекап. Па добро. Он може да се сматра дека е уште алфа. Можда. Како беше го донесоа него од планините го симна на 15 години Не знам, сега развиотка, не се правам паметен. кариерата на Валанчунас. Ја така имам прочитано дека некој го видел у продавница симнат да набави брашно и зејтин од планина симнат и овој има големо тело, голема градба, ајде играш баскет ти дете. Као Петко што им викаше, ќе види височок. Дојди да те видам на тренинг. Така го собрале у Литванија. Јонас. Денвер некако се строги туку у овој цел муавет, викаат ние си го имаме под договор, очекуваме да си ги Па испуни. и да. Тоа е тоа. Ако они не попуштат, он нема Не сум сигурен дали опција. смее, да. Он нема опција да не игра. Да. Ако се договорат взаемно, тогаш може да пуштат, ама
Денвер Ама ако не се знам на што е тој взаемно, став. он ако не сака да игра и Buyout он нема треба да да им го направи. тежи на капот ако Валанчунас не ќе да игра. Да. Па нема зашо buyout тогаш да се прави. Не знам дали има таква опција. Па не знам. Или е buyout или е играш. Нема поништување, као. Па не знам. Добро, во секој случај Пошто е Трампа, да е сајн, можда ќе има поништување. Они го дадоа Шарич у Сакраменто. да. И сега договор за договор Аха, си има правни обврски. точно. Добро, и Денвер добија и како тоа што им требаше. Дубина и шутинг плюс Тим Хардави Джуниор знаат сите што мислам за него, Ама солидна сезона у Пистонс имаш. убава сезона у Пистонс и Пашка доаѓа на место каде што на него е да пуца само, така викав ми у Ке Далас. влага од клупа. Да, исто така викав ми у Далас. Кем Џонсон за мене е баш убаво шутерче ако остане здрав. Последниве, не знам, скоро сите години кога е у лигата игра 50-60 утакмици. Така, 60 имаше последната со Бруклин и таму беше меѓу по-комплетните, онака Ова ведно подолго време. пропушта бајаги утакмици. Па сега ама вака, ако гледаме дека се е Све идеално. ако помине како што Со треба, тие 4 заселувања со колку беа они запушени ништо нема. на крај на сезона, нема потези за влечење. Викавме, нели, ќе мора да се ослободат од Портер Джуниор, а нема како, кој ќе му го земе договорот. Го зема, мислам дека и дадоа second rounder еден, да ги наградат Бруклин за тоа. Ама се отпушија, се создаде можност за носење други играчи, за појачување на екипата, сега изгледаат многу интересно, И тој новиот генерален менаџер донесе повеќе у еден ден него стариот 2 години што немаше донесен. Да. Барем нешто прави, гледаш. Да. Барем овие работат, градат. Да, гледаш другиве дека прават барем. Добро. Топ 4 сигурно. Сигурно. Сега И Лейкерс се тука, гледа. Не, топ 4 сигурно, Денвер. OKC, Денвер, Хјустон. Помош? Треба да ги видиме другите. Клиперс. Не сум сигурен дека ми се свиѓа што направија. Ајде, читај ги запад. Од лани беа Лейкерс, Клиперс, Минесота. Ги задржаа сите, само Никел Александар Уокер си отиде. А само ли е тоа? Абе, да, ама... Он беше шести, прв влагаше од клупа. Енд беше еден од тројцата најдобри играчи у изминатиот плейоф. И очекувам да биде и у лигата наредна година еден од 5 најдобри играчи. И ова име втора сезона на него и на Рендал заедно. При крај на сезоната и у плейоф видовме дека убаво се разиграа. Назрид го заклучија на голем договор. Очекувам со природен напредок нивни да не се заебаваат како лани од 10 до 6 да стигаме у плейн да избегнеме на последната утакмица избегнаа плейн они. И ги очекувам у топ 6 да бидат Минесота. А за Далас што ќе кажеш бе? Па Далас го подпишаа Дианджело Расел, дојде Кајри Ирвинг. Да. Спенсер Динвиди си отиде. И Па Купер Флек го зема. Расел и Динвиди? Спенсер Динвиди. Па не, боле е Расел сега. Колку толку. За колку? Колку толку. Има боле скоринг има. Ти текнува на рекламата од радио? Колку е, колку е, толту е. Толту е, да. Тоа толту беше нешто сервис, нешто гуми, нешто... Со гуми беше, нешто да. со гуми беше. Какви работи се памтат. Не ми нуди, не сакам, фала. Али... Поише за мене. Далас... Фишермен, ако гледате, ве молам едно спонзорство, не финансиски, само пратете пакетчиња, Пошиде никле голем. нека каже. Да.
Као цигари што купуваат пушачи по 3 кутии и Стефче така по 3 пакетчиња има у залиха цело време. Да. Ама овие истиот вкус ги Истиот тераш. вкус. Не, само овој Не вкус, менјаш, ако само не, тој овој вкус. не би. Како бе лижал. со рибизла, со што? За малина. Не бе чери, цреша, Чери, цреша. чери. Добро. Далас се интересни, брат. Купер Флек го зема, сите викаат дека е најдобро руки у задни многу години. И се и Едвардс беше прв пик и он не беше пред многу време, така да не знам Купер Флек со Едвардс ако би го споредил дали има поголем апсайд. Ама доколку е Девис здрав, а тоа секате под знак прашалник, Петорка на почеток, што на почеток до март ќе бидат. Расел, Расел, Томсон, Томсон, Флек Дейвис и и Лайвли. Лайвли. Да. Гефорд е од клупа, Па добро. Пиджи Вашингтон е тука. Добра, солидна петорка. А Флек, мислиш, одма ќе старта? Па да, бе, брат, Ептен е онака хај проспект е. Многу помпа се деси околу него. Сигурно пред Пиджи Вашингтон ќе старта. Добро. Да. Ништо чудно и они да бидат у топ 6. Ја на Топ Лейкерс, шест. ја на Лейкерс не знам дали би им дал предност пред нив на пример. Абе би им дал, брат. Руки пак, руки. Сега ние го рачунаме, он има голем дел од екипата, а руки. Не знам Сега за- не е Леброн. Не знам за Клиперс што да кажаме, бе. Последен пред 2 дена го изгубија Норман Паул. Не им требаше само тоа. Не. Сега, они викаат као не можеле да се договорат за новиот договор, пошто он е на последна сезона му е оваа, не Добро. можеле да се договорат за нов договор и го Ќе бара, Бара? што многу пари ќе бара. да, а у меѓувреме за тоа си го зимаат Колинс, што ете на тие некои позиции не под кош, ама версатайл е. Може и да Добро, се појача и Брук Лопес и него Брук Лопес ако не го изгубеа Пауел. Паул ќе речев дека супер поминуваат. Да. Сега се збори нешто као демек Паул си отишол, се отвара простор за Бил они да го земат. И Ама тоа е исто зема прашање договор, дали ќе плюс- направи бајаут Да, Феникс на Бил. да. А башка, ти сега го зимаш Бил и као па кога ќе испоредам Бил и Пауел. Ланскиот Пауел, Ланскиот Пауел беше коска, баш што Пауел имаат хемија. газеше. Газаш имаше 24 у просек пред да Да. се врати Кауај. Да. Лудило беше, па не знам брат да не се договориш. Си заслужува и да му даеш пари, пичка Да, му матер. да. Ама тоа што го покажа лани Клиперс како екипа, мене многу ми беа симпатични, коучинг стафот нормално на чело со Ван Ганди ми е ултра симпатичен. И не очекувам они да склизнат, они еве ти лани со сите тие заебанци 30 такмици на Кавај. Они се пети. 50-32 на делба на третото место. Мислам Ист број на ист победи. број на победи како трето место. Као Лейкерс. Да. Ништо, Многу и стабилна они, екипа. и они се у топ 6. Заедно со Лейкерс и да заклучиме таа шеска. Оклахома, Хјустон, Денвер, Па истите значи. Клиперс, Лейкерс, Далас. Далас уместо Минесота сега? Не, Минесота не ги кажав. Па не. Ќе ги кажам Минесота, место Далас. Место Далас. Значи истите ти. Минесота, Далас, Минесота, Лейкерс, Клиперс. Абе, а кој отиде у Голден Стейт? Отиде некој? Никој. Се уште никој. На западот со интересните завршивме. Па Лейкерс го земаат си го Диандре дадоа Ейтон. Бейн. Лейкерс го земаат Диандре Ейтон. Го изгубија Фини Смит, го Што? земаат Джейк Ларевија. Очекуваш од Деандре Ейтон. Па вака, од Деандре Ейтон ништо не очекувам, очекувам да ме изненади. Затоа што до сега за Деандре Ейтон, Позитивно? па да, очекувам да ме изненади позитивно, затоа што никад не ме изненадил до сега позитивно, како проаѓаат годините, он иде надол на Они патека. иду негативно. У негативно иде. Сакавме да правиме лани видео за него дека е веќе заликува на баст и сега доаѓа у Лейкерс кај што светлата најсветло светат
Дали, а не е он таков играч, мислам дека да го фати инат или да Не. уопште. Сега дали луѓето се менуваат е прашањето. Мојата проценка и мојот став е дека Ќе биде дебакл. Леопардот своите штрафти, своите точки не ги менја. Тие се што си има на него. Он брат ќе биде ефективен. Ќе фаќа лобови, ќе у напад Лейкерс ќе бидат добри. Ама одбрана, посебно Фини Смит го изгубија со Лука и со Ейтон. Ейтон со Јокич уште се вртат тие клипови. Серијата Дурант која беше у плейоф која изигра 4-2 која изгубија. Ейтон вака се трга, ги остава тие бековите со Јокич да се борат. Така да Не, добро. За пример викаат, демек Лука што играчи напред од Лајвли и од Гафорд. Да, добро. Овој сега факт е дека така и поснажен и има некаков си потек, има тач. Има потези, има Знае да мидрендж, стаи. има мидрендж. Он е меѓу најпрецизните од мидрендж центри у лигата. И сега ако не може да ако не може, него има баш добра прилика со најпаметните двајца играчи, најдобри фацилитатори. Тоа викам, нападот ќе биде супер. Да. Сега што правиме во одбрана, не знам, изгледа треба да се надпуцаваме со сите екипи. Тоа е интересен рецепт. А 3-point shooting не е појача. Тука на крај вајда само ќе испомнеме од поинтересните лани дека ете Феникс се растори. Се растори, брат, па да, добро, сега и со Грин, и со Бил, и со Букер, не знам што ќе прават у иста петорка. Мада земаат два центри тие. Марк Вилијамс од Хорнец отиде у Феникс и го драфта, тој од кај беше од оние против Најджел Хейс Дейвис им дојде. Не им дојде од од Фенербахче. Евролига, да. Малуак, тој Камам Малуак, 10-ти пик. Од овие беше, тој бе Судан, од Саут Судан. Што игра против интересните, интересните. На Олимпијада што ќе ги изненаде Америка за малце. Ама иначе, од лани, Дурант си иде, Тајус Џонс си иде, Да. Коди Мартин нема врска, Василije Мисич departs via trade. Он таму не ни заигра, го нема пишува играно. као. Мейсон Пламли си иде, доаѓаат Брукс, Джейлен Грин, Хейс Дейвис, Брукс, Марк Вилијамс. Мада пошто Екипа за плейн. Да. Плейн екипа. Да. Ќе играат у плейн. Колин Гилеспи големиот се враќа на едногодишен договор. За плейн добри се. Штета за Букер што Букер нов договор потпиша. Да не биде ова само како Весбрук ситуација. Он од сите, он остана, ти текнул Оклахома, Весбрук која потпиша нов договор. Као Букер, па после која И после го трампаат. Секако со негова дозвола, мислам уз муабет со него. Знам брат, да не му прекурчи. Мемфис ги скажати, си отиде Бейн, дојде KCP, дојде Кол Ентони, дојде овој Тај Джером од Кливленд, дојде у Мемфис. Рандом потези е. Не знам, таа екипа никад не знам на што да рандом ја ставам. потези, брат. Не знам на што да ги ставам, брат. Кол Ентони, добро. KCP и Тај Джером. KCP после катастрофална сезона. Тај Джером, окей. Ама KCP не е Големиот стартен. Джок Лендейл. KCP не е стартен играч. А у Орландо се очекуваше од него да биде 20 поена. И за тоа е катастрофална. А у Мемфис Не, тука брат, треба да... заради шутингот е катастрофална. Не... Па добра, ама у Мемфис треба да игра 15 минути, 20 минути треба да игра од клуб. KCP. Мада они Кенард го изгубија, Го изгубија. али Тај Джером мислам дека ќе игра поголема улога од KCP, например, у таа екипа на Мемфис, као замена за Бейн. И ништо, они у први 8 секако ќе бидат. Мора да бидат, онака. Па 8 лани. Опет.
Да не испадне бе Нама не, Golden State сега од старт ќе стартува со Jimmy со едно друго. И они уште имаат прашања, не... Они... Куминга, не знаат што да му прават на Куминга. И се збори Хорфорд дека ќе го зимаат. Кевон Луни си отида. Да. Major loss. Major loss. Па само тој им беше на Big Man позиција. Па не се појавуваше у плейоф, не заигра. Па сега. А Хорфорд баш ќе им биде нивни стил на игра. Да. Ке си стои у корнер таму, ке си ги гаѓа. Нема сам да кажам, ако се ослонат на овој, како вика младиот, факт е дека тој е окей, ама белецот бе. По Джемски. Не бе брат Big Man. Има тач од надвор. Квентен Пост. Да. Лошо. Не знам дали па ќе се нема да се ослонат, тоа ти Квентен кажам. Пост. Он као бекап на Хорфорд може да окей. Али со Куминга требаве да направат Хорфорд нешто. на 40 и 100 Нема години. ни 40. Брат, така се понаша. Речи го, стварно бе со Куминга мора да го даат онака. Нема што да, не е он за тој стил на игра. Па дури, па нека и е пошто зашто. И најверојатно така ќе треба да дадат, пошто зашто. Да. Оваа ситуација Мајами, например, за пошто зашто го добија Норман Пауел. Кевин Лав, што не играше, ништо, пензија, и Кайл Андерсон, слоумо. ништо. Сварно, Петрајли пак извлече. каква берба беше тоа за Мајами. Сан Антонио, веројатно, исто ќе бидат in the playing mix. Они зема, знаеш ли Втор кој пик го на зема, драфт. сега читав? Кели Олиник. Кели Олиник. Најстрашниот играч у Големиот бабалот Кели. беше Кели Олиник. Го изгубија големиот Сандро Мамукелашвили, тоа беше major loss. Уште поголемиот Лук Корнет Лук го зема. Корнет е на бе. 4 годишен договор, дечко. 100 милиона да му дада. Да, Леле, каква центарска линија имаат Сан Антонио Спарс сега. најопасната. Вембањама, Корнет и Олиник. Тебе нека формираат тие некои хипи подкаст. Они двајца, Да се Корнети, дискутира, да, за, Корнет и Олиник. за галаксиите, нешто за Да, може, смислата на животот и така дале. може. Сан Антонио, мислиш ти дека In the playing in mix. the mix ќе бидат? Интересно ќе биде последната сезона у кариерата CP кај ќе Да, он најави дека му е заврши, последно. само не знае у која екипа, не знае дали ќе ја земе некој. Не бе, не. Ама нешто чита дека уште сакал стартер да биде. Па може бе у МЗТ нека дое нека заврши Да, како човек. ако сака стартер, за УМЗ ќе мора, а у други некои од запад контендери што се, не гледам дека некој као стартер ќе го земе. Можда на Денвер добро ќе им дојде да си го приберат и него. Па бога ми. Абе ја мислам дека и он ќе биде паметен брат. За една сезона не е битно дали 5 милиона или 8 милиона, ќе идеш у Да. стрикт контендер. Да. И мислам дека паметно ќе Дали изигра. ќе го исполни професито да иде у Лейкерс? У несудената екипа. Да, интересно би било. Лейкерс интересно, враќање у Клиперс се збори исто интересно би било. Да. И на нив им треба бекап. Денвер исто се збори. Истокот не се спомнуваше, све беа западни екипи. Од тоа што јас го видов. Да. Добро. И на исток се селиме сега, исто интересна ситуација. И би почнал, Најбомбастичниот, ајде, што ќе кажеш? За Атланта па ќе не, ја почнеш? ќе почнев. Ај ти, шо бомбастичниот? Па најбомбастично беше што Милвоки го вевна Лилард. Добро, да. Ама И брат, што немаше го да игра оваа потпишаат сезона. Тарнер. Тоа е финта. Ама Демијан Лилард е онака. Да? Као сите збореа дека е ненормален потек тоа онака, за да го задоволиш Јанис за нареднава сезона само. Он има таму уште 3 години, они го стречаат на 5 да го исплаќаат и у наредни 5 години ќе му плаќаат по 25 милиона и на Тарнер исто по 25-6 милиона годишно и они имаат 50 милиона фактички у Тарнер заклучено за да го донесат у наредни 5 години.
Па добро, значи ти имаш повеќе проблем со за кого го уевнале, така? Повеќе тоа ти е проблемот. Вајда. Ја мислам дека и они уште малце плюс си ослободуваат простор. Не е само Тарнер Па глава дојде за и глава. Мицич. Го зема и Мицич и Гери Херис го зема. Гери Херис се испука на Па пушка. ете, тоа е проблемот веќе, не е проблемот за Тарнер. Они прават потек кај што ќе можат да повлечат посем повеќе Да, потек, и- затоа што исто они како Денвер беа заклучени. Кап спейсот беше скроз тој. беа они in the mud. Да. Не може да мрднат. Сега они го прават потегот, ама ете, тие што ги носат се тие што ги носат. Многу ќе биде занимливо Лилард кај ќе иде наредна сезона, free agent, лабаво. Тоа ќе биде интересно, да. Многу јако ќе биде. Цела сезона наблюдуваш, уживаш. Портер се враќа, Портис се враќа, Принс се враќа, Трент Джуниор се враќа. Джерико Симс. Гери Трент Джуниор, да. Тарнер и Гери Херис ги носат. И Мицич. Пет Конатон си иде, не бе Василија Мицич waived. Каде бе Уейт? Officially announced. Не знаеме кај се овој. Дечки, ако Па нигде не, еве, за никад алгоритмот скажуваше ова ќе дека у Евролига ќе се враќа. за алгоритмот пишете ни каде мислите дека ќе заврши Василија Па ете, Мицич. ќе значи чим го вевнале, значи ќе бараат уште еден point guard. Да. Пошто немаат онака Што сега нема point кој да guard. им ја води топката. Кевин Портер игра со топка. Па да, само тоа е. Онака кај ги гледам Милвоки јас оваа сезона. Бостон и Индијана ако ги исклучиш. Ама па кога ќе видиш се Апла не сум го гледал, да не лажам луѓе Гери Херис дека сум прател што прави у Орландо. Ништо не прави Орландо од клупа 7-8 поени сезона на 50 такмици. Дали мислиме дека може да подпомогне малце? М, Некако не ми е доволно. глава за глава со Пет Конатон, брат. При Пет Конатон беше on the downwards онака. Па тоа ти ги викам, веќе дојда. Добро, ја истокот со кој сакав да го почнам уствари, Со првата екипа на од абецедата. Да, ако гледаме алфабетски, мене апсолутно многу ми се свиѓаше тоа што го направи Атланта. Значи, го зимаат Порзингис и они скоро пошто зашто го зема, така бе, некако. за Джордж Ниенг и за Теренс Мен. Ефтино, да. Да. Ништо не дадо. Лук Кенард зимаат снайпер, максимално reliable шутер, Да. одличен шутер и Никила Александер Уокер. Значи беше топ бекап, Коска. одбранбен сезона. играч, знае и да ја стаи и на паркет да тапне, знае и да шутне, корнер тројче, едно друго, 4 годишен договор. Одбрана. Таа одбрана Јако. сега ќе пукаат коски. Мислам ќе Джелен пукаат Джонсон коски. ќе се врати. Джелен Джонсон им се враќа, овој доаѓа Уокер, веќе Дайсон Даниелс го имаат. Да. Еве ти го Лук Кенард го имаш на периметар, Порзингис, рим протектор. Лук Кенард не зборев одбрана, него Да, така да, го да. имаш на овак. Порзингис, рим протектор, брат. Многу убава екипа е околу Јанг сега. Уба. Порзингис, ако е читав, Да. пошто и он е склон на повреди. Значи го менјаат Капела со Порзингис, Карис Леверт си иде, еве ти да речеме го зимаш Никила Александер Вокер, и тука имаш еден куп сега Лери Ненс, Терес Мен, Джордж Ниенг, Дейвид Роди. А добиваш тројкаш, Добро, Лук добиваш, Кенард. да. ова е супер петорка сега. Да. И веќе, па сега не знам кај ќе ги видам Атланта, брат. Јас сакав и Лери Ненс да Топ си 6 остане. се сигурно. Јас сакав и Лери Ненс да си остане таму, не ќе им знам. подпомогне, па добро бе, Биг Бади е. Капела го изгубија, ќе треба уште еден таму. Ако им се повреди Порзингис, отидоа јаба. Многу ќе зависи што ќе се дешава со Па Порзингис, тоа, стварно. ако изигра он цела сезона и да биде Да. пуно здравје, супер ќе бидат. Ама, А и не ни збориме кошарка, веќе да, бе. греота за човекот у пичку матер, како фантом некои ствари го мачат, никој да не знае што ти е, знаеш, малци и на псика ќе те удри. М. Сега се гледа дека не може, дека едно друго, на Твитер па заебанци и нешто кружат, глупаци пишуваат, имал сида. Ајде. Глупаци, брат. Ајде.
оние Gen Z без мозок шали. И сега се расшири на Твитер, разбираш? Тоа е веќе Да бе, да, тема расширен. на муавето. Да, као шала е. Бог да чува. Нема везе. Кога сме кај Бог да чува Бостон Селтикс. Богдан Богдановиќ. Бојан Богдановиќ се пензионираше. Да. У мировина отиде. Со која екипа продолжуваме? Па ете со Бостон Селтикс. Бостон што се растурија. Бостон Тейтум ќе го рехабилитираат цела сезона. Порзингис го дадоа, Джру Холидей го дадоа. Најако потпишување име Инферни. Енферни Сајмонс. Да. Епа Инферни Саймонс, Голем Джейлен играч. Браун и Дерик Уајт ќе ги имаат она сите Green light. топки, да, green light и буквално ништо нема да се очекува од нив, а се доволно квалитетни да отидат у плейоф директно на исток. Директно ќе одат. Да, да, да. брат. Директно ќе одат. Директно ќе одат, и ја тоа мислам. Пейтон Причард, исто очекувам брейкаут сезона да има сега. Сајмонс никој не го збори, ама дечкото Скорериште. 7-18 поена може да ти даде. Да, он даваше и преку 20 у Портланд. Да. Тоа е село без кучиња затоа. Иначе тук 7-18 ќе ти даде. Да, да. И што знам. Се врти околу тоа дека истокот оваа година е wide open за моите Никс. Тачно, тачно. И они Тивко, две многу солидни засилувања. Джордан Кларксон и Гершон Јабуселе. А ја у Јабуселе не гледам дека... Абе, па супер сезона имаше у Филаделфија, шо? Ама глеј, ако ништо друго, сега имаат Никс 9 души, ги броев вчера или завчера, што можеш да ги извадиш на паркет. Да, што можеш да ги вртиш. Да. Не, види. Јабуселе е поквалитетна опција од Преша Сачува, например. Има шутче. Да, Има може да потези. стреча. Да. Чува е снагатор само, чисто. Овој исто е снагатор, ама има шутче, има и тројка шутира. Потврдим на драгите гледачи дека не е ова сега синдром на навијачки синдром, го земавме овој, многу е добар. Да, Джордан не е како Кларк- Лейкерс, ја да кажам Деандре Ейтон дека е многу добар, него Джордан Кларксон, ја го симпатишам многу долго време. Долго време, тачно, тачно. И он беше заробен у Јута Да. долго време Да. и буквално На се екипа погоди. на која им требаше бенч скоринг, панч буст. од клупа да буст да има од клупа, перфектниот играч. Они имаа мртви минути бе у плейоф лани. Значи кога ќе скочеше Брансон, се не можеше да се најде патот до кошот буквално. Баш. И сега го имаш и Кларксон и Јабуселе, што веќе не мора на Дусмек Бред да се ослањаш. Да. Супер. Факт. Супер. И И може да уште еден им фали на нив. да, Уште еден Ама некој подруга е ситуацијата сега, окей, да Да, земе да, да се заокружи. за да би екипата. дошол Џош Харт од клупа, уште еден да влезе. Да. Ама тоа е веќе јак играч. Тоа е јак играч. Не. Ки идеме оваа сезона со Џош Харт. Да. Ама може за уште добро еден. или за лошо кида. Може уште еден. Да, отворена патот, брат, дефинитивно. И многу се спасија, ама и тоа многу се спасија со Майк Браун што им испадна работата за него. Да. Единствениот солиден тренер што беше од листата таму, некоја си што и прифатиле да на интервју. Они викаат, Да, бе, поставивме понуда за Джейсон Кит или доставивме понуда за тренери што се под договор. Дечко, што ти е? Бе? Многу беа јаки смешките, као раскинуваш со девојката и идеш после на мажени жени пишуваш, да? Не е озбилно као. Доставивме понуда до Лейкерс за Лука Дончич, разбираш, како фри ејджент да дојде. Бог да чувај. Па после почна Без нешто, план. некој рандом, некој имиња што ја не ни овој Мајка Нори од Минесота, помошникот. Асистентот, некоја жена, Па нели? го бркаш ли Тибодо за Мајка Нори да дојде бе? Некоја непозната жена, ако потпишала, ќе станела првиот
жена Женски тренер во историјата. у историјата, па такви Сега баш рекорди ли сакаме ќе оваа бркаме, година. да, оваа година ли ќе поставиме Прв рекордот пат после 20 години дојавме до конференц фајнал, сега сакаме првата жена. Сакаат да. филмот да го прават со Вупи Голдберг, како си го гледат на Њу Йорк кога е тренер. Еј, да. Ле, хаос. Од Сва среќа Майк Браун го зема. И дефенсив. тоа на второ интервју го викна. И тоа ми е јако. Майк Браун влагал у вратата и вика: "Здраво, јас сум Майк Браун, дојдов на интервју." Добро дечко, што имаш, и кажува: "Ја бев тренер, Јас Coach стварно of the не знам Year, што се Coach of the дискутира Year, на тоа. два пати бев Coach of the Да. Year." Може да гледавте и па добро дечко, ајде ќе се чуеме. И го викаш на второ интервју. Им доставува ли CV, бе? Па сигурно, со испечатено онака Да. ја еве на маса. Со сликицата, оно. Со сликицата, со начрчињата. Второ Стварно не интервју, знам Бог како да идат чува. тие ствари. Му се јаваш, Майк, сакаш да дадеш, сакам, колку пари, толку, дој за пари да се договориме онака. Која ти е најголема слабост? Па премногу напорно работам, мислам дека. Да, и- да. Абе, дај Локахолик кажи сум. ти, пошто ја никад не сум бил на job интервју. Абе, па ти многу имаш пропуштено, мислам не, се заебавам, немаш ништо пропуштено. Шо Како е да ти кажам? процесот? Кои се Процесот у прашањата од прилика? Македонија, у Па еве принцип, у Македонија. процесот Ти у на колку си бил? Македонија, На 2-3? на интервјуа, Да. сум бил бе, у банка која идев на почет, уствари не бев у банка на интервју. Во една бе. наша позната У НЛБ се вработив преку пракса, значи не бев на интервју. Него бев на пракса прво, зашто не ми требаше интервју, па као бев 3 месеци на пракси, после праксата ме викна. И не бев на интервју званично, ама бев во банката 2 пати на интервјуа за интерно напредување во самата банка. Добро. И интервјуата се така, и се и таму, значи работиш у фирмата, као асистент некој сега, да аплицира за head coach. И веќе те знаат веќе, и па носиш CV и кажуваш што си работел, како си работел. Не ме јеби, ме знаеш, тука работам 5 години. Да. А после тоа кога отидов у Pro Credit и после кога барав работа, Ќе го блишнеме ова прокре. беше брат, аплицираш на 20 места, ти се јавуваат од 2 места, идеш на тие 2 интервјуа и така е, ќе те викнеме на второ, идеш на второ, па идеш на трето, или за да на трето да ти кажат 25.000 денари е платата. Не ти кажуваат на прво, разбираш? Катастрофа е. А стварно обаќе. платата до крај не е обелоденета. Ја мислам работната позиција сама со себе си има и колку платан. У оглас никој, тоа еден на 100 огласи дали еден има што пишува колку е платата. У Кам Маркет само пишува колку е платата. И они убаво имаат Пошто се објавено зверови, 39.000 денари на пример плата. Да. И си пишува. Да. Сега ќе те исцедат од работа, таму има да креаш пакети 24 сата. Ама важно се коректни и фер. Ова ќе му дое фактички како цена инбокс, а? Не се Цена кажува. инбокс, не се По кажува. никоја. Да. Многу Цена. ми се јаки тие што продаваат брат погласи што нема цена онака. Значи објавуваш дека продаваш кола, продаваш било што. Нема цена, како бе? Зашто да ти пишам за цена? Не бе, имаш на огласи цена, брат, или Абе, цена по многу. договор. Океј е по Епа. договор ако биде. Не знам. А најакаде Мора да шапка има икада, цена. братучет ми, има напишано колата се продава. Знаеш, ливче на Аха, на на колата, стаклото, без да. ништо. Да, и му доаѓа фраер и му вика колку ја даваш ако не е тајна. Ако не е тајна, Тајна е ако да е ти е. тајна нема да се продае, друже, никад нема да се продае. Не, ама така стварно кога е тајна пишуваат. Или поготоа за станови, за куќи кои објавуваат и не пишуваат цена. Као зашто да не пишеш цена, брат? Го продаваш тоа, Да. мора да напишеш цена, основно. А има и луѓе што пишуваат цена, а после коментарите пасе цена. Добро, да. Цена е најупотребуваниот збор у македонскиот социјален медиумски простор. Pacers, Интервјуата на Майк Браун. мислам дека не повлекоа потек, сега тоа ќе го Пейсерс нема да верификуваме. го имаат Халибуртон и го изгубија Тарнер. Абе, го заборавивме ние Джеймс Уайзман и он се повреди со Леле, Ахилова. Джеймс Уайзмен го заборавивме. Не бе, не. Тој е забораен Абе, од за Ахил... Господ. Не. За Ахилова. У Индијана, уствари, тројца се повредија со Ахилова. Да бе, и тој
Уокер, така нешто, Да. Джарас Уокер. Да. Тоа ти викам, ја негде го слушнав податокот и викам, стварно... Абе, сезонава 6 души у лигата Ахилова скина. Да. Тоа е алармантно голем број. Сите исто со расчекорот. Да. Тейтом исто со расчекор, Лилард со расчекор, Хали со расчекор. Лошо. За мене малце и педерски потек од Тарнер, што отиде у најљут ривал на Индијана. Дебе, па ти се, ама, Па сега. не ти е ова Панатинаикос со Олимпијакос, да. Па добро, Кој најлут ривал? ама Тарнер игра Два цела пати кариера. два пати играат и со Њујорк и со Милвоки. Плейоф. И тие се ривали тоа. Ривалство е. Тарнер игра цела кариера у Индијана, брат. 10 години више има проведено у Индијана. И сега, мада е поише кривица на екипата, требаше да му дадат колку што бара. Зашо да не му даеш? На Майлс Тарнер колку што бара пари и игра цел живот вакво, доаѓаш од финале. И тоа не го разбирам, знаеш што не го разбирам? Нетрпението на екипите во лигата, не го разбирам. Нема веќе трпение, брат, у лигата. Сите атакуваат сега да се победи. Одма да се победи. Да. Значи, идеш у финале, го губиш Халибуртон цела година, окей. Ќе почекаме една година. Пак за 2 години, пак ќе бидеме многу компетентни. Да. Како може да растуриш екипата одма првата недела после финалето? Ама тоа е муабетот. Они колку уствари веруваат у Тарнер дека он може да мисла дека ова продукт на Хали. Не, ама мислат дека е продукт на Халибуртон. На таа брза игра, као демек окей му беа тројките у регуларна сезона, Тарнер, у плейоф секна, у плейоф на крајот го немаше, у финале нигде го немаше. Кој? Тарнер со шутеви. Стречаше Брат, на до седма почеток. утакмица стигна, онака, водеа у седмата. Не, стигна. Ама без него. Не беше он фактор. Абе, минутажата му си ја има, не знам, сигурно е у дабл диджитс у просек. Ај отвори го баш. Он не е у дабл диджитс, ама придонесот. Цело финале беа критики за него само. Го нема нигде. Не знам, ја тоа не го заприметив баш. 100%. И ако, сега ме мрзи да отварам, ама ако се спореди шут сезонски, Абе, добро, на сите им паѓа процентот. Значи Майлс Тарнер сезона 39,6. Значи 39,5 тројки. Тројки. Да, а у финале и сега ми 6 од 28. Финале 6 од 28, Никаков. 20%. а ти го рачунаш 40% тројкаш. Добро. А ППГ колку има? ППГ 10,6 ППГ. Да, значи му паднала ефикасноста и целиот придонес у финале. И сега они мислат, окей, ако веќе е за длабоко у плейофот, гледаме дека каков што играче овој, не ни е фактор дали колку кидеме со него или без него. А за тие пари он што ги бара, да видиме ние да си најдеме ако не друго чаре. Па тоа, може да мислат дека и со некој друг, дека ќе најдат лесна замена. Што Да. окей. Да. Ама и Бостон, бе, брат, кој очекуваше Бостон дека ќе се растурат? Ете, Од кога се повреди Тейтум, така? Добро, Джру Холиде е стар веќе. да, ја немав ништо против со тој трейд. Стар веќе, Порзингис склон на повреди. Порзингис- И они мислат ќе ги задржиме главните тројца. Тейтум, Браун и Дерик Уајт. Другите тројца, четворица ќе ги замениме. Па тоа и би рекол и ја, да се врати Тейтум, тој некој кор од првиве тројца да си го имаме и после околу нив можеме да ставиме уште 2-3 играча. Друга некоја интересна екипа што Орландо, Меджик, Детройт, Пистонс. Детройт исто интересни потези. Данкан Робинсон го зема. За мене, ја многу сакав Данкан да отиде у Денвер. На крај Тим Хардавај отиде, а Данкан на Супер негово ќе им место беше, во Па Детройт. да, ама Данкан поише парички зима. Они изгледа немаат место Пајчки, за да. све да парите е на крај. У Детройт иде Керис Леверт и Данкан Робинсон.
За мене апгрейд на тоа што го изгубија. Да. Само и Шрудер си иде. И Шрудер си иде и Малик Бизли најверојатно нема да заигра како што стои ситуација. Дали ќе иде у затвор, Ама го дали ќе иде. ослободија него, не. И го не. ослободија. Па мислам дека да. Има против- нешто ново до вчера немаше ништо. Ја ако добро видов е дека Малик на Гилс Арина кажа дека као се славеше у негово име, Да? ослободен е од обвиненијата. Па супер. Супер. Малик Бизли беше А, под истрага Да, за местење утакмици, така. дур бил со Милвоки. Не прошлата беше со Детройт пред 2 години. За Малик Бизли, брат, читав дека дужал по Забари, дужал по Бербери, дужал на рентал у Детройт апартман, вели кај што живее. Аха. На газдата исто дужал, па го бркале со адвокати, му пуштале тужби и тоа некои суми таму баснословни. На Бербер дужал $30,000, на Забар дужал $40,000, па со извршители со такви глупости, па стигале до преку $100,000 и будалата се расфрлал, не плаќал нигде. Иде као, јас сум тој и тој, знаеш, и услуги сегде, на пишанка на име. Тој затоа ништо ли не на крај плейофот не бричен, не шишам беше. Неверојатно, брат, толку и исто после тоа нели ќе ти скочи саџестат нешто сторија да прочиташ. Имало фирми што многу длабоко биле навлезени и што многу добро работеле у NBA круговите, лихвари легални што им поземувале пари на професионални атлети. Као ќе потпише играчот договор нешто на 20 милиони и сега не им ги даваат тие нели наеднаш, него тоа е една плата, секако иде месечно или годишно као ги исплаќаат. И овој ќе снемаат пари и ќе земат брзи пари. И овој дабе и го даваш под хипотека договорот. Дабе. И овој лихваров му дава. Знае дека овој треба да земе 20 милиони и му требаат, пошто сака левеш лайфстайл, и му дава таму лихваров улер $1,000,000 и после тоа им лупаат камати ги ваква, овие толку писмени се што ете. Свака час. Заработуваш толку пари да завлезеш у финансиски проблеми, стварно треба да си цепеница тешка. Money is the root of all evil, велат. Да. Така да добро ќе биде чим го ослободиле од сите, барем да застане на нозе. Се надеваме. За кратко време. Се надеваме ќе застане на нозе со новиот договор од Детройт. Детройт беа шести и очекувам да бидат исто у топ 5 ако не, брат. Джейден Айви ќе се врати следна сезона. Да бе, стварно. И на него заборавивме. Да. А беше ептену подем Да. која се повреди. Така да со Данкан Робинсон, со Левер, Джейден Айви се враќа, ништо не изгубија, Бизли ако остане и Детройт од 6 може и да дојдат и до топ 4 онака. Да ги скокнат кого? 2 екипи треба да скокнеш, брат. Па Бостон и Индијана. Не знам баш. Пред Бостон би ги ставил оваа сезона. Детройт. Пред Атланта? Тука негде, со Атланта. Барем за мене истокот ќе биде интересен оваа сезона. И Милвоки исто би ги ставил пак у топ 6. И па сега 8 екипи имаш у топ 6. Неам 8 екипи. Атланта тука Индијана негде. ги избацувам скроз од Викаш, топ 6, да. Кливленд ќе бидат втори, Никси први, Кливленд втори, Детройт трети, Орландо мора да ги качиме, бе, брат. Не мора. Не мора. Мора. Че не сме стигнале до тие засилувања, чекај. Нью Йорк, Кливленд, Детройт, Орландо, Атланта, Милвоки. Па Бостон. А Фили? Ништо од тие од Фили. И па сега ништо, ама ај оваа сезона ќе речеш све испоповредени, ама. А што сега здрави се? Ембит сега правеше интервенција пред месец дена. Кој знае што ќе биде со тој? И да не заигра до крајот на кариерата, мислам ова да му биде крај, ја нема да ме чуди ништо.
Стварно не знам. Мајами, мислиме дека ќе бидат боле од лани. Да, мора да ги ставиш in the mix. Ама не ми се Мајами дека ќе дојат до 6-то место. А Орландо, брат, ќе имаат болја сезона. Да. Ќе имаат болја сезона. Пред Атланта ќе ги ставам ја Орландо. Да. Не може. Не, Атланта ми се Ја ради што симпатични. не верувам у Порзингис, ради тоа ќе ги ставам Орландо пред Атланта. Ја ради што имам многу омилени играчи симпатични у Атланта. А Филаделфија се знак прашалник голем. Трендон Вотворд го донесоа да влезе сега у вратава, не знам кој е Трендон Вотворд. Да. Од Бруклин мислам дека дојде. И се враќа големиот Кайл Лаури. Многу нормално на 40 години да биде појачање од клупата. Да викне таму на судиите. Кога нема да судат у нивна полза, да викне малце. Овие преска се заебавме. Шрудер, Сакраменто. ки има екипа Шрудер, Лавин, Дерозан, Монк Малик Монк и Весбрук им фали и се збори дека за Весбрук. у Сакраменто. Ќе биде тоа лудило. Не, добра, ете, тоа е тоа. Торонто Репторс го подпиша Јакоб Леле, Пуелтл Герет на 100 милиони. Темпл иде уште у екипа Герет Темпл, човек. Абе, видите колку Наредна пари зема сезона Јакоб Хуки Пуелтл, Плейфор брат. ќе сгази. Леле, која екипа му е оваа поред? Темпл исто беше у Репторс и лани. На Чакстерот секој пат овој му го даваат. Хуки Плейсфор. Никад го нема погодено. Чекај да видам која сезона му е. Лили. Од 9-та, 15 10-та, години. 24, 25, 15 години човеков е. Колку екипи? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 екипи. Пола лига ја има пројдено. 15 години, 12 екипи. И сега кај ќе му го повлечат дресот? Не знае ни он. Нема да знае кај да му Не го знае повлечат. он кај живее човекот. Да, бе, стварно. И после ти викаат, време ти е да се скрасиш. Да. Како ќе се скрасиш, бе? 12 града имаш смената овој за 15 пола- години. Пола од договорот парите ги дал на Кирија, бе, брат. Да. Животот у Кај куфер да му купи е. куќи? У куфер му е животот. Ова е гламурозниот NBA живот. Да. Вие мислите, Вие мислите да овие пари, супер коли, стари. жени. Да, Оно- Леброн Джеймс мислите сите дека се. Да. А оно листа огласи станче некое со Поволно. две спални. Поволно. Го виде Стивен Адамс како живее. Имаше Не, ама тој е искочено. будала, не, тој Само душек. Ништо. Празен стан. не мора да е заебанција, брат. Не бе, брат, он го имаше стајано дека кога дошол у Хјустон, празен стан и душек само. Вика, тука спијам. И тој е будала што ја му верувам дека таму спие човекот. Сега потпиша побогат договор, сега може ќе си купи нешто. Таков е ликот. Он да го оставиш и риби да лови, така ќе се издржава. Океј си ги наградија Шеј Чет Онака окей, со си не ги максимум спомнавме. договори. Шеј 205 за потпиша- 250. Чет. Тоа за Чет нешто многу пари ми се, ама па ја да сум Сем Прести, ќе му дам максимум во секој случај. Нив ќе ги стигнат тие таксови и ейпрони за неколку години, за 2-3 години ќе ги стигнат. Они Или Джелен Вилиамс која ќе ја треба исто освоја, рисање, па сега исто оваа година. 250 ако рокнеш. Шеј ќе зима 70 годишно. Рекорд брейкинг. Заслужено. Шо не освои година, све освои. Па да, И на Тукеј ќе биде на кавер. нека му е со среќа. Ете и тој ачивмент многу важен во кариерата на еден NBA играч го освои. Ги пројдовме сите екипи? Па тие што треба. Огорчен фан на некоја екипа, ве молам да ни пише во... Како Портланд ќе бидат многу јаки со Дени Авдија. Да, зашто сме ги заборавиле Шарлот, нека ни пише.
Да. И зашто тоа ќе ни се удри од глава наредна сезона. Да, со потпишувањето на Колин Секстон и... Да. Young Bull. Ама најак трейд беше тој, брат. Колин Секстон за Јусуф Нуркич, брат. Нуркич отиде у Джес, а Секстон отиде у Хорнет. Ја мислев ќе отклучи некој друг трейд тоа, пошто беше многу безпоентален. Па и уште викам, сигурно нема... некоја екипа нешто Да. сега прави за поголем Уште покрет. се нема разврзано тоа. Ама изгледа Јута до кога ќе збира капитал? па Дени Ејнче тоа, Бостон збираа капитал едно 8 години, така да ќе збираат. Ќе збираат и овие уште. Сем Прести исто збираше многу време, ама ете ги отклучи. Да. Тоест не ги ни отклучи он, уште си има. Си имаат уште. Еве го Топич сега у Summer League, супер утакмици. На најаката екипа додаваш, он лани беше топ 10 пик. Додаваш супер плеймейкер од клуб. Да. Плюс една година по-искусни. Нова династија ли е ова се? Не Урајање. може. Не може да има династија у денешно време. Еј, не може да има. Така мислам. Ама Апла нема кој да им се супростави следна година. Хјустон Има ќе бе бидат тука и Денвер, И Денвер ќе бидат тука. ама мислам дека ќе им фали Па не знам. малце. Овие Денвер кен ги се однесоа- кликнати. Па Денвер ги однесоа на 7 бе брат. Па ги однесоа, ама се овие се Со поискусни. каква екипа? Сега се поискусни за една година овие. И мислам дека многу ќе им значи тоа. А Денвер се постари за една година. Не знам. Мислам дека со таа екипа што беше лани и сега оваа екипа голем апгрейд. Ајде ќе видиме. Летово ќе има и Европско првенство. Што не знам ја колку ќе го гледам, одма Август. ќе си кажам. На пола август почиња, 20 тамо некој. Ќе те оставам тебе да збориш. Србија се надева на висок пласман тамо на и на злато. Ќе имаат еден од најаките состави икада. Со Јокич, со Богдановиќ, со Аврамовиќ, со Мицич, со така натаму, така наму. Шо прежбе? Па добро, ама окей, браво за нив, мислам, не знам. Кој им е конкурент? Грчка? Па Грчка, па Словенија. Словенија, па Франција, Вемби. Вемби исто е инат, сака да игра и за репрезентација. Франција, би рекол ја. Види му. Готово веќе. Зајде Стефан Нанев, Треба да се одјавуваме. треба да се одјавиме, Мало сам тука Мало Джейлен сам и Джейлен попио. веќе ги почнав, чим почнав да ги грешам. Добро. Ете, како ќе ја наречеме оваа епизода? Рекапитуларна на за сезоната? Се вративме од одмор, така да ја наречеме. Да. Може Ќе листаме тоа да се ли скок? Дечко ич не си Исунчан. Ја под... Па нормално, боја кој е имам тоа од тебе, пациентско понашање се на уште- 50 степена ти вака да седиш? Ама ја не правев така, а па изгорев, например, последен ден од у вода шо Ти бев. си друго копаш замоци со керкати. Да. Јас си седам под чадор, друго сме ние. Добро, дечки, се гледаме... Скок дали ќе има, каков Да, скок? имаш ги имаш списанијата скок. Ги немам списанијата, вестник беше тоа. Дали го имаш? Го имам, Дали чуваш? да. Сакаш као што правевме Showtime лани да листаме скок. Абе, едно е тоа само, мене Како кај што едно? ми има. Па мене ми не има од центар таму. Добро тебе, па ќе донесеш поише. Абе, немам, вестник е еден број, брат. Само еден број. Јас имам еден број, таму ти кај што имаш ми има еден е број. мене. Добро. Вестник е, добро. значи Ништо, број, ништо, на дневник колку броја Не бе, имаш ти? ја мислев дека имаш повеќе, дека имаш исто колекција. Не. Добро. Не. Ништо. Ќе најдеме нешто, ајде. Да бе, да. Може па некој ќе се вклучиме. 3-point shootout со нашите драги Еј, да бе, гледачи може да направиме нешто. А и ќе те предизвикаме и некои други спортови, па ќе видиме. Ајде и упливање да видиме дали ќе судам или. Ајде, дечки, се гледаме у наредно Ајде. видео. Поздрав.